А сега одиме со редовната рубрика Граѓаните прашуваат. Гостин на Мартин 99 за вчера е Зоран Заев. Добро вечер. Повторно сме во рубриката Граѓаните прашуваат. Наш денешен гостин е господинот Зоран Заев. Па, господине Заев, веднаш да започнеме со прашањата. Секако. Никола од Центар прашува што се случува сега во опозицијата. Одличен годишен одмор за мене, за брат ми, за мајка ми, за татко ми. Значи за целото семејство. Еве, Сашо Мијалков од Капиштец прашува дали добро сте се одмориле во опозицијата? Тоа е видливо. Тоа се гледа, се фаќа со голи раце, се гледа. Изгледа дека ви е удобно во опозиција. Јас сум повеќе од среќен. Дори можеби претерувам со фалбата некогаш, ама верувајте има причини за таа работа. Добро, Перо од Битола прашува во минатото колку трошевте за виски во партија? Трошевме годишно некаде околу 4.500 евра. Па тоа се многу пари. Сега сигурно се намалени. Сега, минатата година поминавме со 1700 евра. Значи ги намаливте трошоците. Ние сме нула. Нула денари. А зошто ако сте на нула не ја издавате луксузната вила што ја имате на Халкидики, еве например на младите ВМРО-вци? Од проста причина што немаме потреба. Тогаш значи добро заработувате. Од што? Најголем дел од парите повторно ги очекуваме од земјиште и од одобренијата за градби. Еве Лида од Радовиш прашува колку според вас треба да е минималната плата на еден македонец за да живее достоинствено? Секоја година помеѓу 20 и 40 милиони денари. Спиро од Демир Хисар прашува дали куќата ви е уредена по фенгшуи? На приземе е татко ми, брат ми е на први спрат, јас сум на втори спрат. А статуот Буда што носи повеќе среќа и повеќе пратеници немате? Сега тоа веќе е комплетно средено. Господине Заев, ме интересира кој е вашиот животен сон? Еве кога би имале пари колку позицијата. Каде би направиле куќа или викендица? Во Дабиле, во Просениково, во Добрејци. Ви благодарам. Секако. Тоа беше се за вечерва.